Почитувани присутни. Добре дојдовте на конференцијата посветена на темата Социјални и здравствени услуги во заедницата, на која ќе споделиме предизвици, можности и идни перспективи. Чест и задоволство ние што сме денес заедно, обединети околу една од најзначајните теми за современото општество. Грижата за човекот таму каде што се чувствува најбезбедно и најудобно, во сопствениот дом. Денес во организација на Сдруженијето Центар за развој и едукација Прилеп ја организираме оваа меѓународна конференција Социјални и здравствени услуги во заедницата, се со цел да отвориме диалог, да размениме идеи и искуства и да најдеме можни решенија како да го подобриме пристапот до социјалната и здравствена заштита и да ги направиме овие услуги подостапни за сите категории на граѓани кои што се во социјален ризик. Пратејќи ги добрите практики во останатите земји на Европската унија, гледаме како тие модели може да се имплементираат во наш национален, меѓутоа и локален контекст и не случајно после развојот и испораката на услугата помош и нега во домот, веќе за нашите жители на територијата на Прилеп, Кривогаштан и Долнени е веќе достапна услугата медицинска сестра во заедницата, дополнително е обезбедена поддршка со бесплатна физиотерапија во домот, бесплатен психолог во домот, бесплатен социјален работник во домот. Сите овие услуги треба да бидат интегрирани и поврзани помеѓу двата сектори, социјалниот и здравствениот, за на овие лица во социјален ризик да им се даде сеопфатна грижа за да можат подостоинствено и поквалитетно да живеат. Според промените во законската регулатива од 2019 година во делот на социјална заштита, веќе социјалните услуги треба да се достапни за граѓаните и да се направи децентрализација на услугите на локално ниво, општините заедно со потенцијалните даватели на услуги да креираат услуги кои што ќе одговорат на реалните потреби на граѓаните кои што живеат во таа општина. Каде е Македонија во однос на регионот кога ќе ги споредиме овие социјални услуги? Па мислам дека сме на почеток, меѓутоа имаме направено доста успешни чекори, дека доколку натаки продолжат реформите и поддршката на релевантните институции, навистина ќе може да забележиме подобар напредок и да се вброиме и ние во листата на земји кои што имаат навистина квалитетни и одржливи социјални и здравствени услуги. По однос на социјалните услуги кои што се пружаат во трите општини, ние како меѓуопштински центар за социјална работа кој е местонадлежен за општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени, сме партнер на организацијата Сдруженијето за Центар за развој и едукација Прилеп. Партнери сме и со други организации како Општинската организација на Црвениот крст и Есинелис од Скопје. Проектот Трансакт е една од новините кои што е како пилот проект и фала благодарност до австриската амбасада и австривци, нашите пријатели од Австрија кои што ни ја дадоа можноста да го испроектираме да го испилотираме овој проект, затоа што ова е по прв пат да се спојат социјалните и здравствените услуги во едно. Во моментот се работи Министерството со поддршка на Министерството кој има сенс и соработува со општините и е поддржувач на разработување и воведување на нови услуги на локално ниво. Во моментов сме меѓу пилотите, меѓутоа се надевам дека се разработуваат нови планови, нови програми и се надевам дека нови провајдери ќе се јават заедно со нашите пријатели од странство и дека за брзо време ќе ги имаме разработено или дека ќе ги понудиме услугите како комплет социјални и здравствени услуги, психосоцијална поддршка и здравствена услуга на сите оние на кои што им е потребно. Како прво станува збор за размена помеѓу двете држави. Од една страна учиме и ние, од друга страна учи Македонија. Не сме ние тие што кажуваме вака треба да се направи и ова мора да го направите. Туку е взаемна размена. Нашиот проект е така концепиран што ние прво ги гледаме потребите тука на локално ниво и врз основа на искуствата што ги имаме ние од Австрија да пробаме да ги покриеме тие потреби. Healthcare services, the family doctors and the family nurses. Проектот на кој што јас работам во моментов е поддржан од швајцарската влада и е имплементиран од локални чинители и целта негова е да се поддржи здравствениот систем со тоа што се зголемуваат капацитетите на медицинските сестри да даваат нега во домот. Целната група се лица кои што се постари и лица кои што се хронично болни. Значи целата оваа здравствена услуга се врши преку матичните лекари, се поддршка е во примарната заштита.
Социјалните услуги, пак од друга страна, од неодамна започнавме да ги воведуваме во здравствените установи и не се многу добро развиени. Значи, психолог и социјален работник како услуга ги има од пред година и пол и се уште се во зачаток. Грижата во домот не представува само хуман избор, туку и одржливо решение за здравствениот и социјалниот систем. Оваа конференција има за цел да истражи практични, скалабилни решенија и да идентификува можности како може да се мобилизира социјалното и здравственото управување за да се изградат заедници, каде секој има пристап до соодветна социјална и здравствена грижа.